Глава 5. Закон на намера и желба. Во секоја намера и желба постои механизам за нивно остварување. Бидејќи намерата и желбата во полето на чистиот потенцијал имаат бескрајна моќ на организирање и кога на плодното тло на чистиот потенцијал ќе воведеме намера, ние бескрајната моќ на организирање ја ставаме во своја служба. Во почетокот е желба која е прво семе на умот, мудрецот кои во своите срца размислувале и со својата мудрост тие откривале врска помеѓу постоечко и непостоечкото. Петтиот духовен закон на успехот е законот на намерата и желбата. Овој закон се заснова на фактот дека енергијата и интелигенцијата постојат некаде во природата, сушност на нивото на квантното поле и не постои ништо друго освен енергија и информација. Квантното поле е само второ име за полето на чистата свест и потенцијалот. На тоа квантно поле влијаат намерата и желбата. Да ги погледнеме поединостите на тој процес. Цветот, виножитото, пластот на тревата или човечкото тело сведени на своите основи, состојки се всушност енергија и информација. Целата вселена во својата суштинска природа всушност е движење на енергија и информација. Единствена разлика помеѓу нас и дрвото е содржината на енергија и информациите во нашите тела. На нивото на материја и ние дрвото сме составени од сите елементи кои некогаш биле вградени во нешто. Тоа се јаглерод, водород, кислород, азот во големи количини, како и други елементи во мали количини. Сите тие елементи можеме да ги купиме во продавница за мала сума пари. Разликата меѓу нас и дрвото значи не во јаглеродот, водородот или кислородот. Ние и дрвјата постојано разменуваме јаглерод и кислород меѓусебно. Битната разлика лежи во енергија и во информациите. Во шемата на природата ние, луѓето, сме пообластен вид. Поседуваме нервен систем кој е способен да дојде до свеста за содржината на енергија и на информациите во таа локализирано поле кое е настанало како наше тело. Ние тоа поле го доживуваме субјективно по пат на мисли, сетила, чувства, желба, сеќавање, нагоди и верување. Тоа исто поле се доживува и објективно како физичко тело, а не физичко тело. Тоа поле го доживуваме како свет ако се работи за исто. Затоа старите мудреци говореле: јас сум тоа, ти си тоа, тоа е тоа и тоа е се. Нашето тело не е одвоено од целината на Вселената, бидејќи на нивото на квантната механика не постои јасно дефинирана граница. Секој од нас може да се спореди со ненадено движење бран, тек, скок или верило било кое локализирано движење на поголемо квантно поле. Тоа поголемо квантно поле, Вселената, е нашето тело проширено во сите правци. Човековиот нервен систем е во состојба не само да биде свесен за информација и енергија во сопствено квантно поле, туку благодарејќи на фактот што поради тој совршен нервен систем свеста е толку флексибилна и е во состојба свесно да ги менува информативните содржини кои условуваат настанување на физичко тело. Можеме свесно да ги менуваме енергијата и информативната содржина на сопствено механичко тело и со тоа влијание на енергијата и информативната содржина на своето проширено тело, својата околина, својот свет и да предизвикаме одредени манифестации. Оваа свесна промена не предизвикува со помош на два чинители кои се задржувани во свеста, вниманието и намерата. Вниманието дава енергија, намерата преобразува. На се она што во животот посветуваме внимание станува посилно. На се она што во животот посветуваме внимание станува посилно. На се она што ќе му го скратиме вниманието вене се распаѓа и исчезнува. Намерата, од друга страна, дава подстрек во преобразувањето на енергијата и информацијата во други облици. Намерата го организира своето исполнување. Квалитетот на намерата насочен на предметот на вниманието ќе доведе до сплет на збиднувањата кои се поврзани во времето и просторот за да дојде до посакувана цел под услов да се придржуваме и да останатите духовни закони на успехот. Намерата на плодно тло на внимание има неограничена моќ на организација. Неограничена моќ на организирање значи моќ да во времето и просторот без безпочување истовремено се усогласат. Изразот на таа неограничена моќ на организирање се гледа во секој пласт трева, во секој цвет на јаболко, во секоја клетка на нашето тело. Тоа се гледа во се што живее. Во шемата на природата се си одговара едно со друго и се во врска едно со друго. Кога мрмотот ќе излезе од земја, знаеме дека пролетта е близово. Во одредено време на годината птиците се селат и се знае во кој правец. Природата е симфонија, склата. Со таа симфонија титко се диригира на највисока точка на создавањето.
Пример за таа симфонија е човековото тело. Единствена клетка во човековото тело врши околу 6 трилиони работи во една секунда. А во исто време мора да знаеш што останатите клетки прават во тој момент. Човековото тело може да изведува музика, убива бактерии, создава деца, рецитира поезија и да го предвиди движењето на звездите истовремено, бидејќи полето на бескрајната корелација дел на информативното поле. Нервниот систем на човекот ја има и таа извонредна собина да може да управува со оваа бескрајна моќна организирање по пат на совесната намера. Намерата која човековиот вид не е непроменлива, ниту е ставена во ограничени рамки на енергија и информација. Таа е бескрајно прилагодлива. Со други зборови, доколку не ги нарешуваме другите закони на природата, ние со намерата можеме буквално да ги насочуваме законите на природата кои исполнување на своји соништа и желби. Вселенскиот компјутер за сите организирани способности кои ги поседува може да стави во наша служба. Ние на највисоко ниво на создавање можеме да представиме својата намера и да го придвижиме полето на неограничената корелација. Самата намера представува основа на несен, спонтан, насмејан тек на чистиот организам. Чистиот потенцијал кој тежи во својот израз од неискажаното и искажаното. Единствено ограничување на тој пат е намерата да биде за добро на човештвото, а тоа доаѓа само по себе ако сме во склад со 7 духовни закони на успехот. Намерата за вистинска сила, која стои за желбата, самата намера е многу силна, бидејќи намерата е желба која не е врзана и за исходот. Желбата сама по себе е слаба, бидејќи таа кај повеќето луѓе не е само внимание поврзано со нешто одредено. Намерата е желба која строго води сметка за другите закони, а посебно за законот за неврзување, кој е 6-тиот духовен закон на успехот. Намерата во комбинација со неврзувањето води кон свеста за насочување на животот и свеста за сегашниот момент. Кога некој дело се извршува со свест за сегашниот момент, тоа е најуспешно. Намерата се однесува на еднината, меѓутоа вниманието е насочено кон сегашноста. Ако вниманието е насочено кон сегашноста, намерата за еднината ќе се манифестира, бидејќи еднината се создава во сегашноста. Сегашноста мора да се прифати онака како што е. Да прифатиме сегашно се создадеме намери за еднина. Еднината е нешто што може да се создава по пат на непречени намери. Меѓутоа не смееме никогаш да се бориме против сегашноста. И минатото и сегашноста, еднината и прифаќаат на свеста. Минатото е она што се запамтено, сеќавање. Еднината е предвидување. Сегашноста е свест. Времето според тоа е движење на мислите. И минатото и еднината настануваат во фантазија. Единствено сегашноста која всушност свест е вистинска и вечна. Таа едноставно е од нас се состои потенцијал за време, простор, материја и енергија. Таа е бескрајно поле на можности кои се искажуваат како апстрактни сили. Дали е тоа светлина, топлина, електрицитет, магнетизам или земјина тежа, тие сили не се ниту во минато, ниту во еднина. Тие едноставно се. Нашето толкување на тие апстрактни сили невозможува да живееме конкретни појави и облици. Запамтените толкувања на апстрактните сили создаваат доживување од минатото. Очекувањата од толкувањата на истите апстрактни сили создаваат еднината. Тоа се квалитети на вниманието кои се наоѓаат сместени во свеста. Кога тие квалитети ќе се слободат товарот на минатото, тогаш делувањето во сегашното станува плодно тло за создавање на еднината. Намерата која своите темели ги има во напречна слобода на сегашноста се служи како катализатор за соодветна смесана материја, енергија, исклучување времето, просторот да се оствари некоја желба. Ако кај нас постои свест за сегашниот момент и ако таа е свртена кон животот, тогаш сите замислени препреки, а скоро 20% од забележаните препреки се измислени препреки, тие едноставно исчезнуваат. Остатокот од 5 до 10% од забележаните препреки може да се претвори во нови можности по пат на строго насочени намери. Строго насочена намера е внимание кој ништо не може да го скрие правецот на саканата цел. Строго насочена намера е врзување на целокупно внимание за планираната цел и тоа со непоколебливо внимание кое не прифаќа можност да биде прекинато на одредениот пат од нашата свест. Тогаш исчезнуваат сите препреки, секој од нив и сите тие во целина. При тоа не го задржуваме непоколебливиот мир, додека истовремено се посветуваме на својата цел со потполна преданост. Тоа е силата на свеста и насочената намера кои течат истовремено. Ако научиме да владееме со силата на намерата, ќе бидеме во состојба да оствариме се што ќе посакаме. До целта може да се стигне и со труд и напор, меѓутоа цената е превисока. Цената се плаќа со стрес, срцеви напади или згрозување собствениот одбранен систем.
Многу е полесно да се следат овие 5 чекори дадени во законот на намерата и жалбата. Кога ги користиме тие чекори за исполнување на своите желби, намерата се храни со собствена сила. За чекората во меѓупросторот, тоа значи концентрирајте се на оној тивок простор помеѓу мислите, за да излезете во тишина на она ниво на постојање која е наша основна состојба. Откако влегуваме во таа состојба на постојање да ги слободаме своите намери и желби, додека се во меѓупросторот, мислите всушност ги нема. Не постои ни намера, но кога ќе излезе од меѓупросторот, на тој спој меѓупросторот и мислите, време е да се воведе намерата. Ако имаме повеќе цели, треба да им направиме попис и врзнив да го насочиме вниманието пред да влеземе во меѓупросторот. Ако, например, сакаме успешна кариера, ние влегуваме во меѓупросторот со таа намера. Намерата веќе во нашата свест, макар и како слабо пламенче. Ослободувањето на намерите и желбите, кога ќе се влезе во меѓупросторот, значи нивно ставање на плодно тло на чистиот потенцијал, со сознанието дека тие ќе се развијат кога за нив ќе дојде најповолно време. Не треба да се откопува семето на желбите за да можеме да видиме дали почнувало да никнува. Ниту треба строго да се врзуваме за очекуваната шема на неговиот развор. Наше е тоа семе да го ослободиме. Да останеме во состојба во која сами на себе се служиме како референтна точка, тоа значи дека треба да бидеме доследни во свеста за самите себе, за своето ја, за својот дух и својата врска со полето на чистиот потенцијал. Тоа исто така значи дека не треба да гледаме себе си со очите на светот околу нас, нити да дозволиме врз нас да владеат мислења и критики од другите. За да останеме во таа состојба во која самите себе сме референтна точка, добро е самите желби да ги држиме за себе, да ги споделиме со тој кој со нас ги дели истите желби или кој е многу врзан за нас, да ги отфрлиме својата поврзаност за исходот. На тој начин ќе се ослободиме од грчевите очекувања одреден резултат, прифаќајќи ја мудроста и независноста. Тоа ни возможи да уживаме во секој момент од својот живот, па дури кога не знаеме што има пред нас. Изведувањето на поединостите препуштете ги го на Вселената. Нашите желби, намери, пуштени во меѓупросторот имат неограничена моќ на организирање. Да и довериме на таа моќ која поседуваат и намерите се да доведе во складост. Да се подсетиме дека нашата вистинска природа е суштински духовна природа. Да ја носиме со себе совеста за собствениот дух во секоја прилика за своите желби, да ги ослободуваме без греч и да се препуштаме на Вселената да ги усклади сите поединости.